Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. И покрај отежнатите услови поради состојбата со коронавирусот во земјата, во Македонска Каменица интензивно се работи на повеќе зафати значајни за животот на луѓето во општината. Таков е случајот и во двете училишта во градот, основното Кирил и Методи во кое учат 500 и средното Миле Јаневски Џингар во кое настава посетуваат 150 ученици. Се наоѓаме во училишниот двор на Општинското основно училиште Кирил и Методи. Објектот е изграден 1982 година и од тогаш па до денеска не се правени интервенции, освен реконструкција на дел од кровната конструкција. Увидувајќи потребата од целосна реконструкција на објектот, 2018 година изработивме проектна документација за целосна енергетска ефикасност на објектот и етапно пристапивме кон реализација на реконструкција на објектот. Како првично, 2019 година се замени ПВЦ столаријата на долниот кат, во тек е промена на ПВЦ столаријата на вториот кат. И еден од најголемите проблеми беше парното грејење, се замени системот на парно грејење во 2019 година, а во текот на наредните неколку месеци ќе следи и целосна замена на радиаторите, со што и овој процес ќе биде заокружен и решен. Се работи на реконструкција и реновирање на училишната спортска сала, изградена заедно со училиштето, во која тренираат и играат надпревари и спортски екипи од Македонска Каменица. Минатата година целосно се реконструираше подот, се постави најмодерен паркет под. Не е случајно типот на подот, затоа што морам да се пофалам дека од кошаркарскиот клуб во Македонска Каменица Баскеткам имаме 3 репрезентативки. Што значи дека овде ќе се одржуваат надпревари и од повисок ранг. Во тек е замена на ПВЦ столаријата на целата сала и реконструкција на трибинскиот дел, кој што набрзо ќе биде завршен, додека во договор со Рудник Саса ќе се обезбедат и столчиња за трибинскиот дел. Со ова на младите и на сите спортски здруженија и на младите спортски ентузијасти ќе им обезбедиме навистина прекрасни услови да се занимаваат со спорт и со рекреација. Лани пак во дворот на средното училиште Миле Јаневски Џингар, кое граничи со основното училиште, беше отворено современо универзално спортско игралиште, кое исто така освен ученици го користат и младите и спортистите од општината. Модерното, реновирано школски двор со специјална спортон подлога и фиба опрема. Исто така во училиштето се завршени неколку други проекти, како например поставено фотоволтаичен систем, набавени се 15 нови компјутери со кои што е опремен кабинетот по информатика. Сите училници се опремени со компјутер и телевизор за полесно следење на наставата. Реновирана е малата спортска сала во која што се поставени маси за пинг-понг, каде што и учениците и граѓаните рекреативно спортуваат. Реновирањето на спортските објекти особено ги радува активните спортисти. Еден од нив е и 21-годишниот Роберт Стојанов, кошаркар на Баскеткам, кој беше дел од М16 и М18 репрезентациите на Македонија. Нагласува дека е одлично што општината со поддршка на САСА постојано работи на подобрување на условите за работа на спортистите. Женската екипа на Баскеткам пред да се случи оваа ситуација високо котираше на табелата во првата македонска женска лига. Ние мажите сме на средината на табелата, но се надевам дека следната сезона ќе бидеме подобри. Овде имаме супер услови за тренинг, сала, како што гледате и многу добро игралиште. Супер за младите. За да им се олесни животот и на младите, но и на повозрастните, општината продолжува со изградба на улици и патишта во градот, но и во руралните средини. Веќе се реализирани улицата Вера Јоцик, дел од улица 8 септември, улицата Пере Тошев и во моментот се работи на улицата Даме Груев, која што е во должина од 150 метри и вредност од 10 милиони денари. За сите овие напоменати улици средствата се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Во момент се вршат и земјани работи на пробивање на локален пат кој што ги поврзува двете поголеми села, тоа е селото Луковица и селото Косевица. Патот е од огромно значење и од барање на граѓаните, затоа што овие две села имаат голем потенцијал за развој и на туризмот и на економијата. Градоначалничката додава дека годинава со реализирана набавка во вредност од 15 милиони денари,
Општината опфатила изградба на патишта во должина од 2730 метри во сите рурални средини, како Цера, Саса, Косевица, Луковица, Тодоровци и Дулица. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk